препознава, би рекла, оригиналниот пристап, искреноста. Кај Марта, она што е здвојува, мислам дека искреноста во она што го работи. Работи со тие старинските фотели што беа оние дрвени со дрвени раковфати и седишти наслон тапацирани. И она е малце тука креативна во тој поглед, значи она прави некои неизини идеи, луди идеи да ги кажеме. Мене ми е страх кој ќе се јави или кој ќе дојде. Леле, викам се, што е исцртала, што замислила. Она е многу креативна личност и секогаш ти помогнува во твоите идеи. Со нејзина поддршка ние успеавме да стигнеме до некакви продукти на крајот. Одличен тим лидер. Бара работи специфични, не секојдневни. Токму искреноста да помогне и на себе и на оние околу себе е тоа што ја издвојува и ја прави оваа приказна успешна. Доколку имаш идеја, она ќе работи со твојата идеја и ќе ти ја надополни на начин на кој што таа би била изводлива и ќе ти помогне на кој начин ти да ја реализираш твојата идеја во готов производ. Старите парчиња мебел за неа имаат посебна магија. Низ нивната репарацијата секојдневно им го враќа животот, давајќи им нова можност да ги раскажат старите и речиси заборавени приказни и при тоа да остават свој белег во креирањето нови. Со текот на времето ја согледав убавината на старите парчиња мебел, кои со неколку интервенции можат да станат совршена комбинација дури и во модерниот интериер, вели дизајнерката Марта Мојсова. Инспирацијата доаѓа пред се од самото парче мебел, нели од периодот кој што датира од приказната која што ја носи емоцијата и сега никогаш зависи исто од моменталната состојба и од пораката која што јас сакам да ја пренесам преку парчето мебел. Никогаш воспротив, кога има некој интересен материјал или боја која што би сакала да аплицирам, според бојата и материјалот го наоѓам парчето кој што најсоодветно би го примила тој материјал. И сега, во зависност од потребите на клиентот, доколку не носат некоја парче кој што сака да го репарираат, најважно е желбата и која е емоцијата која што не сака да добијат и приказната преку тоа парче мебел кој што го имаат. И ние им даваме само разни начини за кои што не биле ни свесни дека може да ги добијат во новиот дизајн. И им го понудуваме најдоброто решение и секако најважно е тие да бидат задоволни да го добијат тоа што го посакуваат. Имам мебел што е доволно оформен, со многу малце корекција може да се доведе во совршенство. А има и мебел кој е многу оштетен и му треба многу работа и многу труд и многу материјал за да се доведе во таа форма. Сега се прави договор со Марта колку тоа би коштало, зашто сепак треба и крајниот да биде задоволен. Да не излезе тоа астрономски високо. За све мора да има компромис и договор. Време секако одзема многу. Марта е специфична, точно знае што сака и стои позади тоа што го бара да биде тоа така. Се обидувам да фатам кривина, да избегам, ама тешко, прецизна е и малце повеќе време ќе одземе од планираното, но ќе го направиме. Со репарацијата на старите парчиња мебел, кој е долготраен и тежок процес, се отвори едно ново поглавје за ревитализација на старите занаети, кои со брзиот развој на технологијата и современиот начин на живење речиси изумираат. Секое парче мебел уште при првата средба со него ја разоткрива својата уникатност.
времето во кое било дизајнирано, животната приказна на домот во кој го минало својот век и начинот на кој неговите собственици го толкувале домот воопшто, забележуваат Марта и нејзините соработници. Денешницава не тера да правиме ново ова градење, забрзано згради, куќи, да се напунат внатре. Се работи генерално за нови работи. Стариве работи ретко кој се нафаќа, кој ги прави, ама пак ќе ти речам, оној предизвик и љубов кон тие стари работи ни дава така ете малку сила да се нафатиме и да го направиме тоа, да го испочитуваме тие некои мајстори, некогаш нешто што направи да живее уште години, да му дадеме век. Кога ќе го видиме мебелот, значи знаеме од кое време потекнува. Автоматски ти се ствара слика, значи тој мебел во која комбинација одел. Например, овие фотелите на Марта што ги носиме сега, тие беа порано ги вика комбинована соба. Значи идеја со два дрвени кревети со дрвени страни, масичка, две фотели и дрвен регал. Таа беше дневна соба на времето, комбинирана, не знам како да ја наречеме другачи. Не е оној занает што бил некогаш и нормално не може да биде како што бил некогаш. Нови техники, нови стилови на живење, мебел таков према тие услови на живење, се појавија нови продукти. Најверојатно и старите мајстори тоа сега би се чуделе кога би можеле некако да видат некој рече тоа што е ова, нели? А ние се чудиме на нивните дела тогаш што ги правеле како без оваа машинерија денеска што постои. Најбитна работа е да имаш љубов према работата. А ако во оваа работа и во било која работа нема љубов, значи ќе има одбојност во работата. На сила, пак ќе кажам, не може да се работи ни една работа. Многу повеќе време, многу повеќе труд и внимание, многу малку фали да се оштети тоа. И претпоставувам оние што го избегнуваат да го работат е стравот за да не го дооштетиш, да не го растуриш тој мебел што некој го створил некојаш, малку фали. Во секоја работа има добар и лош ден. Некогаш оваа работа, напротив, значи со сила не се работи. Работата или оди, или застанува. Ако застанува, не можеш на инат и на сила да ја буткаш. Првото парче ми беа 3 парчиња. Ми беа 3 фотели кои што ги репарирав многу пред да почна формирањето на брендот Spin. И тие беа фотели кои што ги најдов на отпад во Грција и беа многу лоша состојба, значи комплетно неискористливи. Меѓутоа јас некако си замислив своја визија кога би ги сменила ногарките од метални во дрвени, кога би го ставила штопот што ќе ми одговара за дома и кога целосно не да би ги репарирала, дека би совршено би се вклопила во мојот интериер. И така ги натерав пријателите со кои што би во Грција да ги принесувам преку граница. Ги земав, ги репарирав комплетно со моите столари и сега се уште се во супер состојба и секој што ќе дојде кај мене дома ме прашува од каде ми се тие фотели. Кои беа првите реакции на вашите пријатели кога им кажавте дека сакате да ги земете тие фотели и да ги репарирате? Дека тие се во отпад, што треба да бидат во отпад и дека тоа е ѓубре кое што не треба да се пренесува, нормално. Меѓутоа, не знам, мојата желба и идеја беше поголема од тоа. Самиот процес на репарација на старите парчиња мебел и негова реупотреба во секојдневието не се само ревитализација на некои стари занаети, туку во исто време имаат и друга вредност. Тие ги обединуваат на едно место сите мајстори, занаетчии, кои повторно можат меѓу себе да ги споделат сите нешта кои ги спознале низ годините. Вредноста на рачната изработка, важноста на тимската работа и еснавскиот пристап кој е исклучително важен. Мислам дека имаме ние проблем со вреднување на рачната работа. Секој сака нешто што е веќе сириски произведено и видено, нели некој познат дизајн за кој што подобро би платиле повеќе пари отколку за нешто што е рачно изработено, иако нели вредноста е многу поголема и трудот е многу поголем.
кога се работи некој уникатно парче, поготово кога рачно се изработува? Мислиме на сите оние луѓе кои што Марта ги врзува во рамки на производниот процес, овие столари, тишлери, луѓе кои што доаѓаат од маргинализирани заедници, занаети кои што се во изумирање. Еве сега пред малку го читав финалниот извештај на Марта и бев воодушевена од приказната за госпоѓата Цело Русинова кој што кае на многу одреден, специфичен начин знаењето кое што тие сакаат да го презервираат, да го зачуваат за понатаму да имаме млади генерации кои што ќе прават уште повеќе вакви уникатни дизајни и се разбира нема да кокетираат со овие светски трендови па да се правиме нешто што не сме, туку од локалните приказни, наративи, искуства кои што ги имаме ќе ги соберат и ќе ги одржат понатаму во една уште поуспешна, поубава и оригинална приказна, ќе направат спој помеѓу ова традиционално и модерно. Оној искрен однос кој што го имаш со своите занечи, со своите мајстори кои што треба да те сватат што си нацртал, кои што треба да го разберат твојот јазик. Таа комуникација треба да биде лесна, иако е макотрпна, иако има проблеми, се разбира дека има проблеми. Меѓутоа, и нашите занаечи и мајстори не се до крај научени да пратат таков цртеж, зашто беа оставени сами на себе. Да бидеме искрени, тие занаечи може би обстанале овие долги години заради некоја нивна волја или пак неможност да се организираат на подруг начин или пак на сушниот леп кој што ги терал да го работат тоа што го знаат. Меѓутоа, ние би требало да бидеме тука како дизајнери, како уметници кои што знаеме тоа како да го спакуваме во одреден производ и како производ понатака да се пласира. Мора да ги организираме. Целиот процес на до готовиот производ носи многу голем стрес и многу комуникација со мајстори, со луѓе од различни професии што се уклучени во целиот процес на изработката на продуктот краен. И целата таа организација бара многу време и истрајност. Токму ова е таква можност ние да го искусиме тоа на себе. Значи, како што спомнав претходно, не е само идејата на скица, туку сега е веќе материјално и опипливо. Комуникацијата со мајсторите, со луѓето што беа дел од тимот. Нашата комуникација со нив беше на ниво на на договарање. Ни излега во пресред сите идеи, значи тоа мора да се напомене. Ни дадоа сугестии поради нивното искуство, што може, што не би можело да се направи. Со тоа и се дооформува идејата на производот што го правиме. Работилниците се убава можност за да се разгледаат многуте начини за сортирање на сиот отпад, но и креативноста во еколошкиот пристап со кој ќе се создадат нови дела кои во себе ќе ги обединат старото и новото. Пред да се формира брендот Спин, претходеа неколку работилници кои што беа многу важни за почетоците на Спин. Најпрво беа направени работилници со децата роми од област Шутка, бидејќи таму е една од најголемите депонии за отпад на Балканот и тие работилници јас ги направив за да ги научам децата да почнат да го гледаат отпадот еден креативен пристап, на тој начин да можат да создадат дизајни кои што би биле функционални, кои ќе можат утре да ги продадат и да научат како да заработат на овој начин. Се сортира отпадоци кои што ги имаат стари цедиња, плочи, касети, се што можевме да најдеме. И потоа заедно, смислам, со моја помош, меѓутоа и нивни идеи, смислувавме дизајни кои што може да се аплицираат и да бидат носливи, интересни. И сега нели јас ги водев во целиот тој процес, меѓутоа тие покажаа својата креативност до максимум, некогаш дури премногу сакаат да стават од материјалите, од се што имаат. Меѓутоа, ние сме тука да ги смириме, да им кажеме што би било интересно, што може да помине, што не. И така, на крајот, мислам, самите деца ги продаваа дизајните, направивме продажна изложба. И тие самите, значи, ги собравме од дома, дојдоа, продаваа, беа презадоволни, срекни, што луѓето купуваа. Мислам, скоро сите дизајни беа продадени на таа продажна изложба и парите нормално беа донирани за нив самите. Отпосле следува и други вакви работилници, пред да се почне со
реупотреба и репарирање на стар мебел. Значи, идејата на Спин е покрај репарирање на стар мебел да се прават и нови дизајни кои што ќе бидат изработени од отпадни предмети и во кои што ќе се промени комплетно и функцијата на предметот, односно од стари бурења, сандаци, може да се направат маси, фотели и така натака. Марта Мојсова е добитничка на наградата Зелени идеи 2016. Со што уште еднаш се потврди важноста на нејзината заложба за еколошкиот и социјалниот аспект во репарацијата на старите парчиња мебел, кои за жал многу пати завршуваа на отпад. Самиот проект беше поддршка за мали бизнес идеи кои што имаат во себе филантропски социјален елемент, еколошки елемент и бизнес компонента. И јас некако ги искомпонирав сите тие три заедно и веројатно се вида како интересна платформа да се помогне за еден ваков проект. Значи, проектот ги содржаше сите овие аспекти кои што ви кажав, имаше се состоеше од прошетка по околните села низ Македонија, набавка на мебел, односно откуп на мебел од луѓето од околните села, кои што најверојатно би завршил како дел од отпад или како оградно средство за жал. Потоа, откако ги откупивме, беа донесени и складирани во магазини во Скопје. Имаше работилница на која што имав соработка со студентите од архитектура и беа нацртани некои скици, планови, според кои што беа изработени дизајни од самите парчиња кои што ги најдовме и направено комплетно нови дизајни од некои материјали како например арматури, стари буриња, нели се што најдовме, пробавме на некој начин да го искористиме и да создадеме дизајн кој што ќе биде интересен и прифатлив за кој начин реагира, да кажеме, луѓето кои што живееа во тие села повеќе, ми кажавте својата идеја и зошто и што е тоа што ви треба? Тие беа најпрво многу зачудени и секој од нив, мислам, ни кажеше дека да дојдевме малку порано ќе најдевме многу повеќе мебел, дека поголемиот мебел за жал е запален или на отпад и не беа малку разочарани затоа што сега го замениле стариот мебел со некои пластични столчиња или не толку квалитетни столчиња од некој друг материјал и ја изгубиле топлината која што имале претходно, квалитетот нели и убавината на домот. И ние им кажавме со кој начин, на кој пристап сакаме да го обновиме нивниот мебел и да го продадеме. Мислам дека им дадовме креативни идеи, бидејќи на наредниот ден кога се вративме да го земеме мебелот кој што требаше да го откупиме, тие не сакаа да ни го дадат, односно решија да го задржат и веројатно самите да го репарираат. Ние им го објаснивме процесот, мислам тоа беше позитивен аспект бидејќи Да, дел од мебелот откупивме, меѓутоа дел од мебелот тие решија самите да си го задржат. А исто така имаат, например, контакт од нас сега и кога имаат некој интересно парче, се јавуваат и ни го даваат наместо да го фрлат или да го запалат, ние го земаме и го репарираме и го продаваме или им го враќаме. Со откупот на стар мебел во руралните средини, кој најчесто служел за огрев или завршуваше на отпад, и ангажманот на младите архитекти во работилници кои имаа за цел да му вдахнат нов живот на стариот мебел, беше идеја која ја подигна свеста за еколошкиот аспект при процесот на дизајнирање и производство. Марта е наша гордост, затоа што за втор пат не донесе победа на регионално ниво. Надпреварот се случува во рамки на нашиот проект кој како Арно го спроведуваме со поддршка на фондот на браќата Рокфелер од САД. Се нарекува филантропија преку зелени идеи. Главната компонента е националниот надпревар, преку кој Арно има задача преку воспоставени критериуми и цело администрирање на надпреварот да ги најде тројцата национални победници кои понатаму одат на регионално ниво да се надпреваруваат со победници од останатите земји за да освојат парична поддршка и да ги реализираат своите зелени бизнес идеи. Минатата година имавме чест и наш успех е што сме препознале токму идејата на Марта, иако мора да кажеме дека останатите две идеи беа навистина солидни. Имавме чест да ја препознаеме идејата, заедно да се подготвиме за регионалниот надпревар и Марта да ни израдува со убава награда. Она што може да го издвоиме од соработката е дека навистина кај Марта препознавме една убава енергија, младенска енергија, меѓутоа и визија. Она има соодветно образование, меѓутоа како човек е отворен карактер кој што секогаш е спремен да ги мечира, да ги поврзе идеите кои што се локални овде, потребите кои што ги имаме и да ги мечира со своето образование и искуство од надвор кое што ги носи
И идејата и филантропијата да се помогне во областите каде што треба да се помогне. Секаде во Европа, па и во целиот свет, држливиот еколошкиот развој се во дизајнот се многу голем подем и принципите на одржливост и екологија се многу важни при самото дизајнирање и проектирање, меѓутоа на жал кај нас се уште не е развиена таа еколошка свест и не е увидена важноста да се применува. Се повеќе се натрупува целата планета со стари парчиња и ѓубре и отпаден материјал кој може на некој начин да биде од многу голема корист. И сите тие стари парчиња, мебел или материјали, све тоа што имаат и некои значења за човекот и некои сентиментални значења, на овој начин тие може да се повторно се употребат и да се претворат во нешто модерно, креативно и ново, кое што може да се вклопи во денешниот интериер или да ги задоволи потребите на луѓето. Марта ги импресионираше луѓето во жирито, станува збор за едно меѓународно жири, кое што навистина има кредибилитет да ги оцени зелените бизнес идеи кои доаѓаат од неколку аспекти, значи не само економскиот бизнес потенцијалот, туку и социјалниот, граѓанското вклучување, користењето на локални ресурси. Мора да издвоиме дека ете ги импресионира се со тоа што го сподели дека Скопје е навистина еден загаден град, меѓутоа има потенцијал да се влијае врз ова загадување токму преку откупот на овој мебел, кој што нажалост луѓето често го користат како огрев, преку купувањето на овој мебел, неговото заживување и нели проаѓање во нешто што не е проект, не е само една краткорочна иницијатива, туку е долгорочен бизнес кој што може многу понатаму да помогне на многу повеќе луѓе и нели да влијае позитивно врз животната средина. Сакаме да докажеме со вакви проекти дека ние имаме сили за тоа. Имаме дизајнери, имаме школувани млади луѓе кои што навистина сакаат да останат во земјава, сакаат да почнат нешто ново, но кога ќе им ги кажете сите проблеми, сите се уплашени, зашто тоа е навистина една собствена инвестиција за која што секој не може да одвои или пак да планира. За некој таков старт треба да имате навистина буџет или идеја како да го пласирате пред банка за да добиете кредит или пак понатака храброст да тој кредит го издржите, да не пропаднете со него. Самодовербата е клучна во соочувањето со сите предизвици кои ги носи репарацијата на старите парчиња мебел, вели Марта. И важно е конечно се расчисти со чувството на несигурност, кое многу пати е пречка, да се согледа сите разноликост на традицијата и културното наследство. Тој комплекс, веројатно, дека некој друг е подобар од нас, можеби не ни дозволува да се вратиме да видиме што точно имам во нашето културно наследство и богатство. И да се искористат занаитите кои што тука ги имаме, материјалите кои што ги имаме. Младите генерации не гледаат на стариот мебел со душа, значи они гледаат со очи. Така да жалосно е, значи квалитетот го фрламе, а се враќаме на новиот начин на живење, значи на потрошен мебел. Многу е важно да не ја забораваме конекцијата кон природата, потребата таа да заштитиме и да ја негуваме и топлината која што е важна да се донесе во самиот дом. Мислите енергијата кога ќе се вклопат, нели создаваат еден нов начин на комуникација и создавањето на духот на интериерот не е само на фрлање на мебел. Секоја работа има тежина. Значи, ниједна работа не е лесна, така да овде има многу физичка работа. Значи, цел ден пред сесии на нозе, стоење. Физичка работа значи дигање тешко, носење, што се вика и по скали, и по спратови, тежок мебел. А и самата изработка, значи начинот на изработка си има своја тежина. Има историја, значи тоа има историјата од една страна. Да било лесно, значи секој би го работел, а и сега младите и неќат веќе
на физички работи и на занаети, сите идат на полесно, на компјутери. Така да, и тоа некој треба да го работи. Значи, некој треба да го нацрта, за да можам јас да го изработам, или некој друг мајстор да може да го направи. Тука се столарите, кои што не го вршат целото тоа репарирање на мебел, кој што е малку трпен процес, бидејќи целиот мебел треба да се расклопи, треба да се одреди што точно треба да се прави со него, да се преадаптира, да се ние правиме комплетна реконструкција на мебелот. И сега тука се исто тапетарите, исто браварите, пошто имаат обично некој браварски дел, односно метални конструкции за работа. Генерално, кога ќе слушнеме дека некој сака нешто старо, знаеш, се бегаме, изискува време, труд. Ама па сакаш и да им пружиш. Секој тој што го репарира тој стар мебел, а не го отфрла, најверојатно го сака и си го сака назад пак у некоја форма, нели малце свежина да му се даде. Па ајде ќе го направиме. Не е се едно, ама предизвикот е голем. Ги вклучивме жените ткајачки кои што се од руралните средини да прават мебел штоф по наши дизајни. Еве искрено, кај моите ткајачки има коментари од кои што ќе се наежам. Велат да не си ти, можеби нема да имаме леп да јадеме. Значи, нив работата ги спасува. Има една реченица која што ми влезе длабоко во главата, вика сите жени кои што работат на таква рачна работа се моите сестри. Исто така и младите уметници, афирмирани и неафирмирани, не се вклучени во графичкиот печат на СПИН. И имаме соработка сега и со нив. Значи, гледам спектарот на луѓето кои што би работеле за компанијата да биде што поголем и да имаат бенефит, нели, повеќе луѓе од целиот концепт на СПИН. Ние како дел од архитектонски факултет, како студенти, имавме можност да бидеме дел и да соработуваме со НЕИЗА. Тоа е одлична можност за да видиме во пракса како оди целата таа организација, затоа што до претходно идејата што сме имале останува само на скица и немаме допир со тоа што всушност е потребно за една таква постапка за изготвување на производ готов. Целото тоа искуство беше од големо значење, бидејќи тогаш за прв пат се соочивме со целиот тој процес од како една идеја да се преточи во готов производ и тоа се покажа дека не е толку лесно како што до тогаш ни било во наша по теорија. Значи во пракса се соочивме со секакви проблеми и научивме како да изнајдеме решение и да си ја изведеме таа идеја која што ја сакаме. Во секој процес на работа има успони и падови. Најпрво беше потребно се направат, или прво да се дојде до некоја идеја, таа идеја со неколку дневни скици, па потоа тие скици се разгледуваат, се од страна на Марта нели се одобрува, се прифаќа, се отфрлаат некои работи, се комбинираат повеќе и сите тие постапки прават да добиеме тоа на крај. Мислам, од старт не би можело да изгледа како што е замислено, меѓутоа не ги познававме ние многуте можности што би можеле да ги искористиме претходно.